Ја, сите сте ми преку тасе, СДС и ефтова се, Белгари, иното гиши, сите Саша Гевар. Внимание, внимание и предупредување до сите граѓани на Република Македонија и до МВР. Ви стига порака на мобилен, на СМС, дека вашата казна што сте направиле во сообраќај, прекршок сообраќајен, дека не ви е платена и дека ако не ја платите скоро, дека ќе добиете судска покана и така натаму. Работата е што ова доаѓа од некои си домени, сајтови, како да кажам, кои што ви прават фишинг, компјутерски криминал, за да ви преземат, нели, ги презимаат вашите податоци, за да ги ве наведат да платите на некоја адреса во некоја далечна дестинација. Значи во пораката нема регистрација на вашата кола, не пишува ништо за прекршокот, туку едноставно ви стига тоа дека треба да платите казната у најскор можен рок и имате еден линк. На линкот немојте да стиснете, но ако стиснете, најверојатно ќе ве однесе на некој си сајт, огледало на МВР сајтот, многу сличен клон на тој сајт, кој што има многу мали разлики на него. Имате тамо податоци да пополните, формулар, како да го и да ја платите сметката преку овој лажен сајт на Министерството за внатрешни работи на Македонија. Исто така може да видите во наставката на самиот линк дека, например, дека е тоа исто така лажен линк, или пак на самиот сајт, например, тоа е како вие копија на патеки, например, мислите дека купувате Adidas патеки Самба, оригинал, за 1500 денари, ама и ќе се излажете, исто изгледа све, ама не пишува Самба, пишува Самбе, или Самби. Исто и со овој сајт, например, пишува mvr.mk и сега место .gov, government, gov, пишува .gob. И така. Така да, тие пораки што ќе ги добиете на овој начин од некои екстензии, например 339, поима немам. Например, ја добив таква екстензија, свеќе одма тоа го открив, добив овој од телефонски број таков, некој сега го заборев како беше, но неговата доаѓаше од Еквадор. Значи, ако сакате да платите непостоечка казна во сообраќај, да исплатите некаде во Еквадор или на Филипини, доаѓаат и од Филипини такви, нели, броеви и предупредувања дека сте имале прекршочна сообраќајна казна која што мора да ја платите во најскор можен рок, иначе следи судска вели развршница, поима немам таму. Ете тоа за предупредувањето, значи не стискајте на линковите на таквите SMS-и што ги добивате. Ова исто, не знам колку нашево МВР може тука да направи се да ги спречи ваквите измами, ова фишинг што се вика. Па еве апели до МВР да направи се граѓаните да не бидат оштетени под джебот, туку да преземат мерки МВР ваквите, поима немам, обиди за компјутерски криминал да бидат осуетени и банирани. Оти веќе има, знам, луѓе кои што се заебале на овој начин, пратиле, да кажеме, сума на пари, која што се фатиле, едноставно се упецале на фишингов, на јадицава ја фатиле јако, како кленој, се фатиле и уплаќале пари Филипини, Милипини, кој знае од каде доаѓаат тие. Така што отварете 4 очи, значи на порака што ви доаѓа од МВР, пример, така што ви пише дека сте направиле казна, ја сега добив, да кажеме, пред 2-3 дена од МВР, е што ми известија дека за 1 на час, што го прекорачал лимитот, сум возел 51 на час и ми пишува моја регистрација, време, трт, мрт, и пишува не мора да платите казна, затоа што вашето пречекорување на брзината е во рамките на толеранцијата која што е. Значи, мора така да стои со ваши податоци. Така што не кликајте на линкот, може и вашите податоци така да бидат и преземени и ви кажам, најверојатно ќе ве однесе на некој си клон сајт на МВР, значи фалсификат сајт на МВР, кај што од кај што нели ќе бидете измамени или да платите или не знам што таму, поима немам што прават. Ете тоа, за таа работа ве предупредив.
А сега сакам да кажам нешто додека гледаме што се случува по светот, додека Трамп остана без своите Патриот ракети, значи малце му снема ракети, па Иран малце појако го подбра. Но да оставиме тоа персијанците да го решат на свој начин како што го решаваат, а последиците од нивното решавање на проблемот што им го предизвика Америка и Израел е тоа што ние се плаќаме поскап бензин, нафта, и моја предпоставка е дека ова ценава на бензинов сега ќе оди до 2 евра, сега е веќе 93 денари, баш вчера овакво става бензин, ќе оди до 2 евра па мајка Јана, ја мислам, но додека нели во пропаднатата Русија овој бензинот е, поима немам колку е, дел од евро. Така нешто, барем за нова година беше нешто тоа, некој си дел од евро беше бензин, поима немам. 0, не знам колку центи беше литар. Не е битно. Сакам друго да кажам, додека се случува сериозна прераспределба на моќта или преуредување на рамнотежата на моќта во светот, нашиве како полека да почнаа да сваќаат што е играва. Ја тоа го спомнав малци и кога дојде оваа индискава председателка кај нас, но ќе го споменам сега тоа пак. Сигурно дека нашите во власта не седат со скрстени раце, тоа го покажа и со посетата на индиската председателка овде, значи Македонија си го бара чарето. Кога веќе значи Македонија со тоа покажа дека Македонија сватила дека нема леп од Европската унија, тоест дека немаме никакви шанси да бидеме дел од Европската унија, особено не на ваков начин, со уцени, закани, ултиматуми, без никакви гаранции дека ќе бидеме примени. Оти многу лесно може да не многу лесно, него тоа и така ќе се случи, да ти можеш и да ги дури да се некој да направи таа будалаштина, да ги пушти бугарашите во уставот. Прво ќе следат нови барања од Бугарија, нови ултиматуми, нови уцени, а второ тоа со отварањето поглавја и решавањето реформите може да се одолговлечува со децении, а не со години кои што се бројат на една рака. Така што со таа посета на индиската председателка овде, која што е од големо значење и верувам дека од неа ќе имаме бенефит, тоест дека ќе влеземе во некои договори, ќе подпишеме со Индија за соработка ваква или онаква, за извоз, економска помош, инвестиции, поима немам што, верувам дека нешто од тоа ќе се оствари, но најважно е што и покрај сите критики што ги трпи нашата влада, дека свати дека ѓаволот ќе однесе шегата и дека почнаа да бараат нови излези, нови решенија за Македонија во наредните години, како ќе се позиционира, со кој ќе се позиционира и најважно е сватија дека колку и да ја тераат сега ни таа реторика, ние аспирациите кон Европската унија се стабилни, ние тамо се гледаме, куд се тресе уладна вода, Македонија почна да си го бара чарето на вистински начин, тоа свати дека светот нема само едно решение, не е решението само, не е единствената алтернатива Европската унија, ако така може да се каже, пошто алтернатива, ако се каже, се подразбира дека има и други алтернативи, но свативме поточно дека светот е поле со многу можности, со многу нијанси на сиво, со илјадници врати кои што можеш да ги отвориш, а некои да ги затвориш. Така што една земја која што е меѓу водечките суперсили во светот, ако сакате земете, иако е тамо кастински систем во Индија, знаеме и каква сиромаштина, но тие се во моментот во топте 4 суперсили со Кина, Русија и Соединетите држави. Автоматски народ од 1,5 милиарди жители со нас, ако се здружиме убаво, ќе бидат 1,502 милиарди жители, ако се уортачиме, сакам да кажам,
доволно зборува за важноста на таа посета на индиската председателка, ако се земе во предвид дека една Европска унија тотал има 500 милиони жители. Сега рачунајте, ако нас не стане пријатели, ако успееме да направиме добри конекции со една Индија од 1.500 милиони луѓе, каков пазар е тоа 3 пати поголем во споредба со Европската унија, така што викаат Скопјани мој па преку мој, и покрај критиките што ги трпат, нормално ова со индискава председателка се обиде опозицијата да направи се да помине како незабележано, да ништо посебно тоа што била индиската председателка, напротив. Да се надеваме дека утре наши веќе отворат и други врати, особено кај што се останатите суперсили. Нека не им биде зорд дека заради тоа ќе бидат покажани со прст, прокажани, обвинети за предавство од поимањам од Соединетите држави или од Европската унија, ич да не ме боли патка за тоа. Оти тие толку пати нас нимаат предадено и изиграно како народ да не може да се избори ни на прстите на две раце. Да се разбереме, некој може да каже колку некој нас стратешки партнер ни помогнал во одредени ситуации, им помогнал кур мој, они си ги гледаат своите стратешки национални интереси, нивните интереси се вечни, така да све околу оди во колатерална штета. Ќе ве потсетам само на една работа. Ако може во еден таков блицкриг, најбрутално, најсилеџиски, најуличарски, да му влезат дома на председател на суверена држава од типот на Венецуела, која што има 60-70 милиони жители, да го извадат од дома и да го однесат во Америка во затвор, да го тужат за некои оптужби што немаат врска со здравиот разум, можете да замислите што би можеле да направат со држави со големина како Македонија. Што значи не дека некој нас не брани, не онади не чува, стратешки, ни е партнер, убаво, играме танго со него, значи ташак со грашак, си ги гледаат тие само своите интереси. Така што тоа што може да ни направат американците, да, поможеа Венецуела да им го со тој председателов Мадуро, што остана за друго, но да ви кажам една друга работа. Тие нас толку работи ни направија лоши да полошо тоа не може да ни направат. Ако сметаа дека ќе одат на варијанта да ја подела држава физички во овој временски период, во овој контекст на Балканот, мислам дека на тоа нема да се дрзнат дури ни американците, оти тоа ќе го запали бурето барут наречено Балкански полуостров. Нема таква намера, особено кога имаат страшни проблеми таму каде што имаат, кај што буквално Иран ги принуди да останат без ракети. Замислете и да се дрзнеш да ја нападнеш Персија и да мислиш дека тоа ќе го направиш за 3 дена. Треба да си идиот. Како да ви кажам, каква деградација на човечкиот потенцијал во таа администрација, во Стейт департментот треба да дојде до таква деградација да ти не процениш една банална ситуација, да кажеш чекај бе, ова сега што планираме да го нападнеме не е ниту Венецуела, уште помалце не знам каде све влегува тамо, поима немам, Ирак, Мирак, итн. Така што имаат они други проблеми сега за решавање, проблеми кај што си влегува без мозок и треба да изгледат сега од тамо, да најдат начин да излез, така што милиардите долари што ги вложија во некаков мир на Балканскиот полуостров немаат намера да ги обезвредат со тоа што физички би распаднале една земја во еден ваков временски контекст, во еден ваков амбиент, не само на Балканскиот полуостров или во светот, тоа ќе значи повторно палење на бурето барут наречено Балкански полуостров. Така што тој аспект нашите треба да размислуваат неколку потези однапред, да ги следат и ситуациите во светот какви се
и да сватат и да според тоа да донесуваат заклучоци, а така што ова име совршено исправен потек, што влегувавме во некакви, ете така, некои контакти направивме со Индија, да се надеваме дека ќе сватат утре дека треба таков контакт да направат и со Кина, зошто не и со Русија. Едноставно треба да играме на таа карта дека секој што сака да ни подаде рака, да ни помогне, неговата рака да ја прифатиме, нормално ако тоа не биде ако за тоа не се крие повторно некоја непринципиелна понуда или побарувачка или не знам што да кажам. Но факт е дека треба да изиграме малце како се вика, и курнаски и курвински. Доста не подјебава. Треба малце ние да го свртиме сега листот. Си играш, нека зборат, нека јадат говна. Поише од јадење говна нема да може да направат. Поголема штета од таа која што до сега ни ја направија за овие 35 години не може да ни направат. Така што си ги гледаме нашите интереси, како ние ќе се снајдеме во овој нов свет што се рефигурира, што се втемелува, е многу важно. И цената за тоа што би можеле да ја платиме, верувајте дека ќе ни се исплати. Само да го тргнеме конечно фокусот од таа проклета Европска Унија, од тој проклетен колективен Запад, кој што 35 години од оваа држава прави зоолошка градина, кај што луѓето меѓу себе само може да се изедат, а никогаш да живеат добро. Затоа што секогаш се наоѓа нешто што те спречува овдека да направиш држава на стабилни темели, со стабилни нозе, на стабилни нозе. Тоа име логиката и конечно нашите политичари, овие што се на власт, станаа свесни дека е тоа така. Епа ако е така, ако си сватил дека секој ти работи за главата, или барем да имаш добра намера, нема да те остави да ја реализираш, употребувајќи разни алатки и разни трикови и магии, тоа ти да не го сториш, дури да имаш најдобри намери со државата што ја водиш, тогаш одговорот на тоа е да си го бараш чарето на друго место. Да пружиш рака или да поземеш рака од други светски играчи кои што сакаат да ти помогнат, имаат добра намера да ти помогнат. Затоа точно треба и храброст, треба и дрскост, треба и курназлак, ама да се разбереме. Ние го имаме тоа во нас, тој ДНК, тој код, да бидеме и курнази политички, ако треба и курви. Ама да дојдеме до тоа што ни е целта. Да направиме стабилна држава во која што нема да можат разни шакали да ти ја подкопуваат која ќе им текне, платенички шакали, од внатре или од надвор, кои што мисла дека лесно можат да ја преземат контролата и да те манипулираат со нивните курназлаци како што сакаат. Така што терајте, ние сме under attack, што викаат, под сериозен напад. Ова не е никаква, како да ви кажам, флоскула или намера да се наоѓаат ѓаволи, да се сатанизираат одредени луѓе, да се одржува страв. Сите сме свесни под каков напад се наоѓаме. Така што агилноста, мобилноста, брзината на реакција во вакви ствари е најбитно, особено што се однесува до нашата надворешна политика и нашата визија што имаме за иднината. А мислам дека тука повеќето од нас делат иста визија, правна, стабилна држава, на која што ќе може да се подпре на здрави сојузници и светот. А не на полуотворените челусти на балканскиве крокодили околу нас и на некои си тамо центри на моќ западни кои што ни се прикажуваат како лажни пријатели, а всушност работат за интересите на други држави.
нивни партнери во Унијата. Се гледаме.